И годинава за 29 ноември беше празнично и славенички за членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани. Со истекнување на грбот и знамињата и интонирање на химната на поранешната СФРЈ, тие ја одбележаа 74-та годишнина од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Рекоа дека споменот на времињата кога се живеело подобро од денес е доволен мотив за заедничка прослава, на која дојдоа и повеќе мина поддржувачи. Според нив, и постоењето на македонската независна држава денес е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација. Како најголем празник во Југославија беше 29 ноември, ден на Републиката, бидејќи на тој ден на второто заседание на АВНОј во Јајце се донесени најважните историски одлуки кои што се темелите на идната држава Југославија, во која што и ние како Македонија, иако немаше наши делегати ни на првото, ни на второто заседание на АВНОј, тоа не му сметаше на Тито да и Македонија ја прогласи како равноправна република заедно со останатите републики во Југославија. Трендов се пофали дека постоењето на Сдруженијето и активностите што тоа ги спроведува се веќе препознатливи и позитивно прифатени во јавноста, за што потврда е интересот за нови членови. Има и помали, помлади, за тоа што сакаме ова да продолжи, бидејќи тоа се убави светли моменти од нашата историја. И оваа наша Македонија, чиј производ е? Производ е на Титова Југославија, бидејќи тогаш за прв пат и државноста добиена и народот и националноста е признаена. Ако не беше Тито, ако не беше Југославија, од каде денес Македонија ќе имаше тука сега и таква? Традиционално, со дефиле од возила накитени со македонски и југословенски знамиња, фотографии и други обележја на поранешната држава, членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито поминаа по улиците на Искочани. Прославата ја завршија со скромен коктел во седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар.